ovde su na terenu na gradski stadion. Преди 60 години беше овдека хиподром, кај што се одржава утакмици. А игралиштето на Вардар, кој се формира 1919 година, се наоѓа измеѓу кафеането Керемес и тениските игралишта. Се наоѓаме во домот на Стеван Панов, ликовен педагог во пензија, веќе 15 години пензионер, а токму денеска кога пристигнавме овде со екипата во овој пријатен амбиент во неговиот дом, го слави својот 80-ти роден ден, па нека ви е честит роден денот. Уште долго да ни живеете и да ве гледаме вака свеж, витален. Па сега на почетокот и првото прашање, токму со вашиот изглед, како успевате да го одржите тој изглед, таа виталност? Имам татко, благодарите нему, врло напреден. Уште кон мал ме водеше на точак, у тоа време стар човек да се качи на точак, тоа било смешно, нали? Но он беше напреден, на тоа не се базираш. И така, растев со мнение да се бавам со тие убави работи. И кога дојдовме 12-та година у Скопје, почнавме да со децата да си играеме. Обични топки си правевме, нели, од крпи, од крави повоѓава, ми ги кругевме и правевме топки и така си играевме. Но 18-та година, после Солунскиот фронт, почнава војски да доаѓаат. А јас имам два брата у Солун, татко ми ги пратил на едно училиште енглеско, Сопанство. И еве ги они со нив доаѓаат, а со нив доаѓа една енглеска мисија, YMCA. И они направива еден голем шатор и мали шатори кај што ги чувава робата за кантината. И браќата ме препоручива на тој раководител, се викаше Блаксел, англичанец, и он ме постави во кантината да давам на војската која доаѓаше какао, пакло цигари, пакло бисквити. И така редом. Другарите тогава доаѓава кај мене, да ми видат и ја им давав нив. Тоа мисијата дозволяваше. Но оние персоналот помошник во енглески униформи тогава беа долги џакети, мундирите овие, и играева со една кожна голема топка. Ние ко млади се одушевивме. Леле, оваа убавина само за нас е. Тоа ми дава можност да креираме игри какви сакаме. И тога се договоривме мија да формираме и мија едно друштво, така да си играеме со топки. И како ќе дојдеме до топки? Ја реков, ја ќе земам некоја топка. Истина почнава да доаѓаат материјали, сандаци, не само прехранбени овие работи, него и реквизити спортски. Унапред да ви кажам, ја сега разбрав, тенис имаше, ракети, топки, дрвени топки и дрвени лопати. И многу други реквизити, сега да не ги нагласувам. Но мене ми беше кај топките. Доаѓа сандаци, залепени топки, така, не напумпани.
И јас со другарите сега викам ќе земам некоја. И така зедов едно 10 на 15 топки и се повлековме кај другарот Јакимов, таму ги носевме тие топките. И се собравме у Идавија, така рече на тој паркот, таму имаше места за игране и таму си игравме со топките. Но беше многу интересантно кога зедовме на топка да ја пумпаме, дојде така крива. И ние се избориме, ова мајсторот сгреши. Ние не сме знаеле дека имало рагби, а ние мислиме, ај мајсторот сгреша. И така почнавме да играеме. У тоа време се појави еден професор, а ние бевме ученици 4-3 клас во гимназијата. Демократа некој, Душан Ивановиќ, многу напреден. И он вика, знаете, разбраде за нас и ни се придружи во Исланено игралиштето. Јас ќу с вама да вас руководим. Ми одушевени, професор на историја ни предава и така натаму. Тој многу пати одеше, ние не знаеме кај оди. Кога едно време ни донесе дресови од некое друштво женско, колор српски се стара така мисла, ни направива плави блузички со бели мажети, ракави и ми имавме први дресови таквија. Немаше уште у тоа време дресови. Играевме некое време со тие дресови, тек одеднаш вика сад ќе добиеме игралиште. И он успеа да добиеме игралиштето. Тоа игралиште отприлика кај се наоѓаше сега вака да ни објасните? Да, тоа е одма крајните дрва на кафеането и слани. Тука направивме и ограда со жичена. После одма ограда имаше една воденица голема. Од двете страни бевме затворени, а од третата страна јазот, што иде за воденицата. И она беше крва. А четвртото тоа поле, да таму немаше ништо, не е отворено. И тука е игралиштето беше наше. Значи во градскиот парк само од оваа страна да, сега насипот. таму се тоа да, од овадната страна. Значи границата ова. Имам и фотографија која може да видите, авионска фотографија кај што сме тука игралиштето кај што е. И да, се види ете во јазот голем, еве га кафеането тоа, овдека е границата на воденицата, ова е више отворено. И тука играеме. Ние добивме прво игралиште. Другите нема ова. Гледам имате богата документација, почнавте за фудбалот да зборувате. Имате документација спортска која можам да речам вредна е како злато во овие моменти, бидејќи преку тие фрагменти доаѓаме до минатото, до тоа како се развивал спортот и како почнал да се организира во градот и во републиката. Интересна е оваа фотографија и нејзината позадина, тука гледам еден печат, лоптачки клуб Вардар Скопје. Да. Колка беше тоа? Како почна таа организирана активност фудбалска? Значи 19-та после година онаа тоа се топка од англичаните што ја добивте. Да. Од кога се формиравме као клуб, нели? Но професорот ќе го избираме за преседател на Вардар, на лоптачки клуб Вардар. Тога имаше зад, сега се викавме на офицерски дом, тука имаше џамија, една барака и у бараката леговме и тука го формиравме лоптачки клуб Вардар. Тоа беше 1919 година. При крај на 19-та година. И така, свечано од тога беше многу за нас интересно, преседателот даде една, тогава не знаете, голема пара, 50 динара. Тоа беше големи средства за нас, нали така. И така формиравме тој лоптачки клуб Вардар во своето игралиште, значи први добивме игралиштето и почнавме да играеме со клубови. Од фотографија, колку што може да се открие,
дресовиве на тогашниот Вардар се како на денешниот црно-црвени, па како дојдовте до таа идеја, Да. таа да биде клубска боја и кои се овие момчиња Да. што ги бранеле боите на И како тогашниот први Вардар основачи, да. и основачи на клубот? Меѓу нас имаше еден другар, богато дете, на еден трговец на кожи. Од цела Македонија кожи што беа, он ги взимаше и увиене ги носеше. И гледа детето со нас и игре и да ни направи некој кејф, а тој се викаше Перо Јакимов, голем трговец, како што реков, бил увиена и гледа Рапид црно-црвени и купува дресови. И ние 20-та година од него добиваме црно-црвени дресови. Еве го и ден денеска тој. Тие дресови си стојат и така почнаме да играеме со тие дресови. А Тоа кои беше- беа тие што играа со вас, име и Основачите, например, нели? Ако сакате, тоа беше Никола Мартиновски, Никола Екимов, Киро Сидовски, Димче Кировски, Бранко Лукич, Здравко Берара, имаше тој евреин беше, Митуш Лајич, Тошо Николовски, Бранко Милјуш, Димче Јанев, Веселин Партаногич, Таки, Деспотовиќ, Сава Партаногич, да. Таки, Минев и јас, Стеван Панов. Тие бевме и основачи и играчи у тоа време. Никола Мартиновски Многу. го споменавте, тоа Да. е Тој е нашиот познат македонски сликар. Нажалост он Покоен. и кој други, ете, сите овие се умрени. Ја едино сум уште останат да жив. Имаше преди година уште еден, тоа баш секретарот Владо Петров, кој беше секретар и у општината и кој многу голем администратор, нали, така беше наградиван и он не раководеше. Ето овде имавме и значка, знаете, многу убава значка. Со Вардар пишуено додала у Скопју и игра со топка. Тоа беше многу ангажиран човек и така да Вардар доваѓаше до големо признание. Почнавте Неозбиljno mi je. 1919 година 19-та. организирано. Да. Овде сме покрај познатото езерце во градскиот парк. Според фотографиите со кои што располагате, ова езерце воопшто не постоело и се добива впечаток дека тука некаде било игралиштето на Вардар. Да, Зоран така си. Ова беше јасен голем, оному кај мостот беше формирана ова големата млин, еден млин. Таму ние овдека се купавме, се бањавме после утакмиците, после тренинзите. Тоа ни беше едино место Немавте тушеви, немавте соблекувални, па и од немавме фотографиите ништо се такво. гледа. Да. И А, тоа ни беше едино така место кај што можевме убаво да се избањаме, да се одмориме, да се освежиме. а точната локација на фудбалскиот терен, Да. кај беше Значи, тука дека? кај што покаже вашата камера, тоа беше игралиштето. Иначе сега има дрва, ама тогава немаше дрва, него беше многу убава ливада, све до кафенето Кермес. Да. И тениските терени, според сликите, според фотографиите, се на ова Тие беа- денешното место. Да, тие беа од другата страна од јазот. Нали? И еве го ден денеска тоа постои, нарочито и границата на Тополите. Овие другите скопски клубови, дали веќе беа формирани или тогаш се формира? Тога се формира и напредак после нас се формира. Па после и ова ССК Да. и Победа. А Победа играева како што е денеска градската болница, тоа беше едно гробиште турски, чисто и таму играева они. Они имава такво игралиште, знаете, неорганизирано, али пак свое игралиште, Победа. Ние со нашето најубаво зелена ливада и кои убави утакмици ССК или напредак ќе организират, ќе дојдат на нашето игралиште.
Да, тоа беше 24-та година, 25-та и така натаму. Играевме меѓу нас овде, имаше победа, имаше напредак, имаше ССК, со нив играевме. Така, пријателски утакмици. Едно време не поканив у Тетово, Љуботен. И тука имаме фотографии, се го види. Еве, токму тука се гледа кога тргнуваме на пат. тргнувате. Само ние немаме средства да платиме, ние сме све ученици. Родителите не може толку да дадат. И онда Владо Петров, кој ни беше секретар, направи фалсификат, ученици мија, цел список, а еден имавме Тишлер, Димче, тој најстар, па го представивме како професор. И ми одиме со возот у Тетово. И така, у Тетово изигравме утакмицата, после едно време ги поканивме нив овде кај нас и они играева Љуботен. Потоа отидовме во Приштина. Пак така, фалсификат, карти, дека сме ученици, а ние сме ученици, само немаме да добиеме. Само Владо тоа многу убаво ни правеше. Кажувам, он стана многу добар администратор. И отидовме у Митројца. Играевме со Звечан, клуб имаше. За резултатите не можам да ви кажам колку, но многу пријатно. Сегде кod одушевлина е. Но масата, публиката не беше стара. Тоа све беа млади луѓе кои се интересираа да видат што стане со оваа топка. А играчите беа од Звечан. Потоа и они ни доаѓаа нагости и тогава одевме и у Приштина. И у Приштина играевме. Па во Тетово, кај Љуботен, и у Куманово отидовме, игравме утакмици тогава, со Кумановски, па имам белег, баш од тамо добив камен, еден удар од публиката, негодование, што сме ги тепали, што така натаму. И најпосле 26-та година во Лесковац одиме. Вардар до која година живееше? Наш Вардар, ние бевме сиромаси. Професорот ни го избркава. Радикалите како напреден човек го избркава изборите и ми останавме сами. Не знаеме како да се... Сепак, не е како сега да ве помогне некој. Македонија тогава, ова ССК, го помагаше некои трговци. А ова напредак го помагаше еден судија, Џока Ристич, судија. У години човеци, зашто тоа беа... Вардар остана без патрон. Ние останавме без патрон. Која година се разотидовте? Да, и така не можевме да се одржаваме. Ние изгледавме многу мизерно. Само тие дресови ни беа, наши гачици, наши кондури, а кондурите обично беа ние од бокс, а имаше еден вучидолец, тој после го формира Вардар. Не знам само која година. И он ги поправаше кондурите, не ги блокеи ни тураше. Така живеевме многу е. И тогава се појави граѓански, некои богати трговци таму. Само име имаат, а немаат ни игралиште, ни играчи. Само формира. И ни понудила 26-та година, ајде да се фузионираме. Ние немавме друг излаз, имавме се собравме тие играчите, немавме ние од друга управа, кажуваме едино професор што го имавме и ни го избркава и ми останавме сами. И тогава кандисавме игралиштето им да го земат и они, знаеш, пошто ние ќе играеме, они немаат играчи. И ние во граѓански, еве го граѓански, ние, видите, граѓански дресови, ние играеме. Тоа се свите вардарски играчи. Да. И тој Вардар, малку да се подсетиме, повторно организирано почна да живее 1947 година, годинава Тој е трет Вардар, а имаше втор, значи Вучидолов. Тој кон раѓа многу мераклија и го формираше, ама јас тога више отидов војник, 28 година, свршив учителска школа и нема никој да те прибере, да рече остани овде и така нешто, кој што сега прават. Него секој си оди по свој пат. Јас отидев војник во Сараво и така, тоа станава и други моменти. Таму се појави друг спорт, а ја винаги активен. Ќе позборуваме за тој спорт, туку сакам малку и
Да биде ова едно подсетување за сегашното раководство на Вардар, ќе слават кон крајот од првенство во јуни месец или на есен 40 години од постоењето по војната од 1947 година, па веројатно ќе бидете поканети вие на таа вечерот, како еден од првите вардарци од 1919 година. Народот вели крушата под круша паѓа, па кога прочитав овде документиве, сликиве за скијањето, се подсетувам во овие моменти и не туку така го реков крушата под круша паѓа, сега да кажам и за нашиве гледачи. Режисерот на оваа емисија, Сашо Панов, е ваш син. Долго време беше шампион на Македонија во алпско скијање, па не е ни чудно што ете така скијањето му станал близок спорт, па раскажете ни некако нешто повеќе, како вие стигнавте во тој скијачки спорт. 28 година заврши учителска школа и ме регрутирава и ми испратила у Сарево школа за резервни офицери. Млади, здрави, нали, сите тие обуки ги свршивме све, но еднаш падна голем снег. Бевме при крај на обуката. Голем дълбок снег и не изведуваме више надвор од кругот. Него све бевме затворени у таа учиолница, а таму под наредните кога не ни давава ни да читаме весници, ни романи, книги. Само војни оние работи. Беше многу досадно. Ја пак по природа ли пргав све, не можев да издржав. Не сум правил глупости, него зимам, например, ногарите за пушката, кај што ги сликам и под наредком вика, затвор. 2 дена притвор таму и што ли. Разумно да некоја. Теко еднаш еден ден, пошто не затворија, дојде наредба и ни чита. Кои се усмучари, нек се јаве. Ја одма дигам рука. Нити сум видел скије, нити сум имал скије, него викам, ќе искочам еден ден надвор, викам, ќе се издуша и ќе ми пројде, викам, оваа мура. Истина се наредивме, у тие сите бевме 10 чети, џачки чети, и се поредивме, како не се појавивме, едно 150 и више души. Тоа цела колона. Нам пред све словенци, и хрвати, а ја као по возраст мал на крај сум. Имаше и шеден србин од Парачин. Татко му парачинска она фабрика имаше. За стафо? Не, за штофови, парачински штофови. Студирал он у Белгија и научи. Али после тоа се разбрахме. И како се наредивме, се појави капетан Гравовац. Он знае, џаците се мангупи и многу оштро. Слушајте, хочу да ми останете овде у строју само онај, ко зна, смук, пук, телемак, христијанија. Ја слушам, не го разбирам што збори овој. И онда, ајде, искачат од редата. А, ја не искачам. Другарите од пенџери гледат и се смеат. Не искачам, викам, таму да ме види на теренот, викам, и барем еден ден ќе истераме. Останавме 58 души. Све словенци, кажам хрвати и овие 20. Колоном по еден, по него. Па тие касани беа разделени на разни родови, многу држги, не знам дали знаете старите сараевски касани. Тоа аустријанците ги правеле као многу класична, убава, ама дворовите еднакви, али подведени со тараби. И одим и дојдам во една соба, наредени скије. Бирајте! Ја викам, што ќе бирам, ја не знам. Да те прашам некој, да не знаеш, што си дошол? И си реков, не Стеван, ти ќе имитираш. Овие што прават и ти. Гледам, взимаат све и дигаат рука. Го фаќат врвот. Зашто? Ја не знам. И ја дигам, нали, висина колка голем.
и зимаме ни ски, тогава па везовите беа Кандехар, кожни. За мене примитивец, викам, што ќе се прави со овие кожи? И ја пак гледам, дали правите скиори, одма си ги вржува таму, ја гледам како ги вржува, што ги прави. И ја едно време ги вржам. Но овоа беше наинтересно. Данас имате војно. Леле, у војска тогавашна, војно да добиеш. Ние немавме 5 минути слободни, само да. Војно. Тоа прекрасна беше работа. И одма имаше снег и словенците тука по дворота. Таму, вамо. И јас сега ги наредив, ги вржав на ногите. Чизми обично, ова имахме цокули. Гледам да видам дали можам да одам корако. Гледам и иде работава. Така све. И вика, значи да се спремите за утре. И јас си ги взева скиите и утре са балента устрои. Фронт, таму са бале, торба, у торбата половина тајн и големо парче салама, сланина, така нешто. Идеме на екскурзија, за мене тоа е излет. И сега скиите на ноги и Кросарево. Кросарево нема никој да мрне, нити се вожи, само скијариве. И да му пенчерина, девојчина, гледаат што е ова. И ми ја радосни, дека девојчина гледаме и така натаму. Одиме и не оди се на Мојмино брдо. Сега кога беше првенството, Олимпијадата се спомина тоа брдо, Мојлимоно. Тоа е една ливада вака коса, едно 300 метра доле. Не качи гори и не пореди така едно подруго. Ајде сада, с плугом да се спустимо, смугом да се спустимо, плугом да се зауставимо. Ја бе, немам што збори и како. Идемо ме онија првите, ајде, одат паѓа таму, знаеш, и тоа се. Најпосле дојде и мојот ред. А паѓа ситен снег у очи, што сакам, млад, здрав, што сака нека биде. Се спуштам, негдека паднав ли, негдека не, 3-4 пати, горе, доле, и едно време, збор, се наредихме. Јас сам с вама задоволен. Леле, кога кажа тоа, ја викам, готово, сега тука сум останат. И така, ден уз ден одевме со торба, со ова, за мене тоа излет беше и се учев, се скијав. После едно 20 на дена, утакмица. Првенство на Босне. Па имаме и фотографија таму и се сликавме. Ова такмичарите со бројки, све таму наредено. Ја дојдов тогава као тркач, пети. Еве на сликата имам признание таму све. И така држав, значи 25 дена. Тоа ми остана најголем спомен и таму научив скијање. Сега оставам фудбал, сега више друг спорт и се одушевljавам. Свршивме војската, сега да не кажам како добивав многу казни, зашто бев витален. Првите скијачки чекори ги научивте горе на Требевич, на сега веќе олимписки патеки за боб. Што беше после тоа? Дојдовте во Македонија и дали продолживте со таа активност скијачка? Сврши војска и одма дадов молба за да ме поставате. Јас сум уште беќан. И ме поставива као роден у Косовска Митрица, као таков, у Македонија. Они мислат дека сум јас Србин. И у Тамниште. И тога одма поручав од Љубљана, од словенците, приватни се тоа работи, и ми да пратива скии. И јас скијав тамо, по планините. Тие години паѓаше доста снег по Витачот. Тоа е висина една над 2 Кавадарци. Едно време и доаѓам на кај Кавадарци, доаѓам у градот. Таму забави има, јас сум млад, взимам учество на забави, таму со другарите. Таму тога беше Страшо Пинџур, Страшо Пинџур, после Лазо Вачков, Тодор Велков и така и други некои. И они почнава да купуваат скии. И така една бројка се створи, една тројка имавме таму, една скиење. Но многу често доаѓав во Кавадарци и кога ќе ме видат народот, вика, него даскалот на Влечки доаѓа у Кавадарци. На Влечки у тоа време. Од кога свршивме тоа, тогава јас станав, тоа беше, значи, 29-та, 30-та година.
та зима. И доаѓам у Скопје со другарите, само тоа се празнични времена. После, до 36-та година, овдека веќе се формираат скиори, идат на Шар планина. Ја не сум тука, јас сум у Кавадарци, немам врска со нив. Они се формираат, овдека е голем град, има поголеми разбирање, така беше тука Гобово Попов, тој беше обичен фотограф, па се даде на тоа На скијачкиот спорт. Каламарис, после од Тетово Илинка, а 31 година направила дом, планинарите од Љуботен тоа друштво планинарско, направи еден мал дом. И таму си одела. На Шар планина. На Попова шапка. На Попова шапка. На Попова шапка. Баш кај што е сега домот голем, ама тоа беше мала куќичка. 2-3 собички и така натаму. Едно време, 37 година по казна, ја бев опозиција, тога удружена опозиција, ми казнила, ме пратила Дабнис, ова Патишка река, под Караджица. И ја таму со скиите и тогава се оженив. 38 година. Се оженив со млада жена од Панчево, која беше спортски расположена, и она си има медали, некои спортски, така да створивме една спортска фамилија. Планинарството некако не може одделено да се гледа од скијањето, а често ве гледаме и во овие последни години на падините на Водно, не сам со вашата сопруга, одите, шетате, планинарите. Кажавте нешто за тоа планинарење кога зборувавте за скијањето. Сега кажете ни како се чувствувате, што побудува тоа шетање низ природа кај вас и кај вашата сопруга? Знаете, да човек е продуктот на средината. Во природата треба да се човек движи, за да може истина правилно и здраво да живее. Обашка е работата за екзистенцијата, но после екзистенцијата, нели, активности. Се бавеле, нели, после скијањето, обично тоа се иде со планини. И со скијање се одиме по планини. Ја кога ме преместива у Патишка река, значи Караджица, сета сума обиколуваат, пак со скијање, но планинарење. Така да, овдека, која дојдовме, нали, со жената многу често одевме по планини. Скопска Црна Гора, целата по цртот се оди, од овдека од Љуботен, од ова Водно, па све до Матка, по цртот, спуштувањето таму, многу такви сме имале тури. Да. Ве гледаме и на велосипед, и тоа сигурно ве освежува. Да, тоа. Винаги, да. Човек да е активен, знаете, винаги. А нарочито активност во природата. Го оплеменuje, човекот го прави да биде човечен. Јас сум од многу години член на ПТТ, Планинарското друштво, со нив и другарката ми Елка. Членуваме таму и со тоа друштво сме направиле големи планинарски походи. Сме биле по сите наши планини во Југославија и така, затоа и препоручувам на мнозина, знаете, планинарството е многу благородна работа. Го прочистува човекот и неговиот характер, неговиот однос према работата, према животот, према човекот, знаете, и така. Би рекол, нажал, знаете, сега на Водно веќе почине маса да дојде. Тоа ме одушевљава што млади родители со малите деца, па многу мали, и тоа си имаат корпи, така, тоа ме одушевљава. И сигурно се присетувате на младоста. Па да, сигурно, знаете. И тоа е едини пат за развој на тоа планинарството, знаете. Нажалост, нашите само оделе по планини до околу Скопје, доколку има манастири. Подалек од манастирите не, е било неприступачно тоа време. Сега, дека може да се оди слободно, нашата држава е, нели, така многу препородена, народот веќе. Јас многу пати кажам, на Софра дошол милионскиот народ мој.
кој од дупка до дупка немал ништо, а сега е на позорницата. И он раководи, и он дава стил. Тоа е народен стил и се облагородува, препородува човекот. Еве убав пролетен ден, дојдовме на ова брденце, кај ше убавиот манастир, Пантелеймон. Немам поубави работи за човекот. После работно време да си дојде, да си прошета и да се освежи во природата. Тога ќе добие елан и за работа, и за здравје, и за помин убав живот. Што уште да кажам, знаете? Луѓата тука им е водно пред куќа, пред порта. Се каже, но многу малку ги користиме овие убавини, ова здравје кое кипти. Еве, јас сум 80 години, благодарејќи на тие манифестации, кога сум бил слободно време, секое слободно време сум проведел или во активна работа некоја, физичка, или одене по планините. Тука само може човек да најде спокојствие, мир, радост и здравје. Од вашево излагање се повеќе се уверуваме дека вие сте една жива енциклопедија за повеќе спортови во Македонија. Во рацеве го држам овој плик, пишува бродарство, кајакарство во СР Македонија 1949-50, значи од тогаш наваму. А овде се и тие фотографии кои се убав документ за тоа време, за кое што еве сега имате можност малку повеќе да ни прикажете. Не бев неактивен. Онда отидов у Народна техника, тога беше Благоја Попов председател, и еден гранка, бродарство и кајакарство. Тога беше овој председател Аспарух Каневче, јас секретар. Развивме неверојатна една дејност. Охрид имаше 49 једрици. Тоа регати организираме. Тоа како блед изгледаше. Организиравме и разни такмичења со кајаци. По 300 кајака сме имале. Спустани, например, по Вардар до Солун. На Маврово имавме регати и таму оставивме 2 једрици. Така да нашите езера ги освеживме многу убаво и представлява една атракција за онаа време. 49-50 години така натаму. Само тоа беше сепак едни први подухвати кај нашиот народ да се осознае, али, за једрење, тога младинците једрева, кајакарине, па правева сами кајаци, ми од треска имавме врска со јешки, што ви јешки правева самите деца, нали, тоа беше во Скопје, во Охрид, во Прилеп, во Велес, сегдека, знаете, по реките. Така да беше многу разгранато. У тоа време, например, беше такмичар Јашар, Михајлов, Ставич, а од нашите чувени кајакари на диви и милни води беше Доку и Ремзи. Тие беа охриджани, многу вредни деца, млади, способни и однесоа и беа прваци у државата. Само овие станува и организатори после мене. Они почнаа да водат таа гранка низ Македонија. Па да, и стигнавме благодарејќи на нивниот ентузијазам, ангажирање и на оној придонес што го имавте вие на почетокот и до организација на светското првенство во кајак. Така, да. Тоа забележавме, драги гледачи, со слика и збор во разговорот со ликовниот педагог во пензија Стеван Панов. На почетокот реков витален човек,
zdravo, ubavo izgleda v ovije penzionerski denovi, penzionerski godini. Впрочем, не е ни чудо што е таков и вие можете да се уверите зошто Стеван Панов има една среќна старост и зошто го минува убаво времето и пензионерските денови. Спортувал од млади години, спортувал кога бил во средните години, спортува и сега кога токму на денешниот ден го полни својот 80-ти роден ден. Па ако нешто ова зборува за вас, тогаш и вие можете да прифатите еден таков живот, едно такво живење, зашто може да се уверите само тоа може да ни донесе поубави и попријатни денови. Активност, да. Ви благодарам за разговорот, па верувам дека и во некоја следна прилика повторно ќе се видиме и ќе поразговараме. Да, благодарам.